Почитувани, со задоволство сакам да ве известам дека денес започнавме со вакцинација против COVID-19 во нашиот град. Според националната стратегија за имунизација, денес е опфатена групата на граѓани од над 77 годишна возраст. Сепак се работи за најранливата група. Вакциналниот пункт е сместен во просториите на детскиот диспанзер во старата болница и го вршат имунизацијата ја вршат стручни лица од одделот за имунизација. Првата доза на вакцина која што ќе ја примат денеска нашите граѓани е од производителот AstraZeneca и за втората доза да ја примат, односно на ревакцинацијата, следува точно после 12 недели. Закажувањето се врши исклучиво преку системот Мој термин од страна на матичниот лекар, кој што е должен да го извести пациентот за датумот и времето на планираната, односно закажаната вакцинација. На оваа група на граѓани, кои што спаѓаат во најранливата категорија, им го честитам, сакам да им го честитам процесот на вакцинација, процесот на активна имунизација и се надевам дека ова ќе води кон еден нормализација на нивниот живот, затоа што сега знаете дека посебно оваа група на најранливи граѓани мора да бидат да не одат надвор, да не ги посетуваат внучињата дома, да имаат што помалце контакти. Со стварање на имунитет се надеваме дека нивниот живот ќе се врати побрзо во нормал. Јас сакам уште еднаш да им го честитам процесот на имунизација и се надевам дека и останатите граѓани ќе одговорат максимално позитивно кон овој процес на имунизација, затоа што тоа е единствениот лек против оваа болест кој што го имаме денес. Докторе, колку термини има закажано преку Мој термин и дали колку впрочем трае процесот на вакцинирање? Видете, за нашиот град се планирани 50 термини секој ден, така да нашиот вакцинален пункт ќе работи секој работен ден од 8 до 17 часот. Закажувањето се врши на секој 10 минути, затоа што сепак е потребно знаете за оваа група на граѓани кои што се повозрасни, малку запишувањето оди побавно, затоа што мора да потполнат најпрво согласност дека се согласуваат да се вакцинираат. Потоа пациентите одат на преглед кај докторот, кој што утврдува дека во моментот немаат некои акутни инфекции, немаат температура, односно немаат контраиндикации за нивно вакцинирање. Потоа се пристапува кон вакцинирање на пациентот и после вакцинирањето имаме просторија кај што мора малку да пациентите поседат 15 до 20 минути, за да се утврдиме дека се во добра здравствена состојба, евентуално да не им се јави некоја алергиска реакција. Дали само ова вакцина ви стои на располагање ќе се зголеми ли бројот на вакцинации покри 50 термини што ги рековте? Видете, во овој момент, заради тоа што е оваа група на граѓани, имаме по 50 термини дневно. Иначе вакциналниот пункт располага со две амбуланти, кои што може да работат и во две смени, така да ние го оптимизиравме нашата динамика за работа, можеме вкупно да вакцинираме овде до 400 луѓе дневно, граѓани наши. Сега за сега, затоа што се работи, пак повторувам, за повозрастна група на граѓани, ќе одиме со оваа динамика. Како е состојбата во болничкиот дел? Во болничкиот дел да ви известам дека во текот на вчерашниот ден имаме хоспитализирани 65 пациенти, што значи дека имаме слободни места 30 и тие 65 пациенти се во стабилна општа состојба. На постојана кислородна поддршка се 49 пациенти, останатите се на постојана и имаме 5 пациенти на привремена, односно без кислород. Се надевам дека бројките кажуваат дека имаме една крива на благ пат. Се надевам дека ќе оди уште надоле таа крива, затоа што знаете дека Кавадарци, Неготино, Тиквешкиот регион овде
бевме први зафатени од овој трет бран. Сериозно пристапивме кон оваа состојба. Не дозволивме, како што кажав и минатиот пат, да остане ниту еден граѓанин да не биде сместен во болнички услови. Така да мислиме дека полека се надевам дека оваа бројка нема да се зголеми, него дека ќе има еден благ пат на бројките. Со вакцинацијата ние очекуваме дека ќе се случи тоа, меѓутоа сега за овој трет бран зборуваме, споредбено со другите градови во државата. Пак ќе кажам, кај што на други места се зголемуваат бројките сега, ама ние бевме први во државата, така да сега кај нив се зголемува, а ние имаме еден блага крива на опаѓање. Се надевам дека ќе продолжи таа крива на опаѓање и дека ќе можеме конечно од 3 оддели да го организираме хоспитализирањето на 2 оддели, да се намали бројот малце, да се намали притисокот врз нас, врз здравствените работници, така да сите се надеваме на едно подобро утре. Да се врши масовно тестирање и во болницата, и во старата болница, и во Центар за јавно здравје. Директоре, што покажува процентуално колкава е трансмисијата на вирусот, колку проценти од дневно тестираните се позитивни? Видите, до сегашните бројки кажуваат дека во некои денови процентите беа многу високи, над 40%. Да. Меѓутоа, вчерашните бројки почнуваат да паѓаат и денот претходно, така да сега сме некаде на 30%, а се надеваме дека тој процент ќе почне да опаѓа. Инаку ви кажав дека тестираме на дневна основа некаде околу 110 до 130 тестови правиме и упорно тврдам дека тоа е единствениот начин на кој што можевме ние да ги заштитиме граѓаните пред се, да се лекуваат на време, да бидат изолирани, меѓутоа многу ни беше битно да не се изврши голем притисок врз болничкиот капацитет. И во тоа успеавме. Дали благиот пат на процентот на заболени, на хоспитализирани, треба да ги олабави граѓаните и да се однесуваат послободно или сепак треба мерките на заштита високо да се почитуваат? Не, јас би препорачал, значи, мерките на заштита и понатаму високо да се почитуваат, затоа што гледате и сами дека и после вакцинацијата, да не се случи како некој сценарио во други држави, да луѓето мислат дека кога ќе ја примат вакцината, дека веднаш се ствараат тие антитела и дека тие се заштитени. Не. Значи, мора граѓаните да продолжат дури и после вакцинација, како и после прележана болест, да бидат заштитени, да носат заштитни маски, да одржуваат дистанца, се додека не се створат адекватен титар на антитела. Ние тоа ќе го утврдиме во нашата биохемиска лабораторија и тогаш може да кажеме дали некој може послободно да се однесува. А овие генерално заштитни мерки и понатаму остануваат. Гледате, тоа се апели од целиот свет, значи на медицинските лица од целиот свет. COVID-19 одзивот е добар. Во моментот имаме 14 вакцинирани. До крајот на денот имаме уште 40 термини. Очекуваме дека ќе бидат исполнети и дојде на време. За сега нема никаква реакција? Нема никаква реакција од вакцината. 100% мислам дека ќе биде успешно. Психолошки се ослободихте ли малце од ова? Да, јас стално и за грип си ставам. И за грип. Љубезни ли се обе сестрите и докторката? Многу љубезни се и многу убаво атурат инекцијата. Не боле? Не боле. Не осетим. Искрено ви кажувам. Така. Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом. Брзини до 1000 мегабити во секунда.